Македонија е меѓу земјите со најголем ризик од недостиг од вода во земјоделството до 2020 година, 2030 и 2040 година, покажува најновиот извештај на ФАО за Европа и Централна Азија. Според анализата на ФАО, Македонија е меѓу земјите од југоисточна Европа склони кон суши. Најранливо е повардарието, особено регионите на Црна, Брегалница и Вардар. 7% од вкупната популација живее на деградирано земјиште. ФАО во препораката за целиот регион сугерира одржливи интензивни практики не само за поголема продуктивност и приходи, туку и за заштита на природните ресурси од кои зависи производството. При тоа мора да се води сметка за така наречениот екосистем пристап. Како што стои во извештајот, нужна е усогласеност на националната политика и законодавство, како и секторско планирање, животна средина, земјоделство, безбедност на храната, управување со природни ресурси и рурален развој. Сето ова пак треба, наведува ФАО, да се интегрира во заедничка рамка за одржлив развој. Земјоделците на југоистокот веќе се вклучени во повеќе проекти за осовременување на мерките за наводнување. Болко и Круша, позитивните страни од примената на оваа технологија, можноста за самостојно аплицирање на оваа технологија на нивните производни површини, додека пак во претходните обуки на некој начин фармерите беа обучени или подучувани да може да ги користат и другите современи технологии, конкретно во праксата на наводнување, па и да речеме примената на фертилигацијата, односно утврдување на режимот или времето кога да се наводнува, колку количина да се даде, примената да речеме на современи инструменти кои што се инсталираат во почва или го следат да речеме дел од да речеме од морфолошките процеси кај растенијата, на тој начин се утврдуваат програмите, односно режимите кога да се аплицира водата или пак хранливите материи кај растенијата. Инаку според ФАО, намалувањето на загубите на храна и отпад може да многу да придонесе за задоволување на потребите на храна во иднина и за зачувување на ограничените природни ресурси. Така во периодот од 1997 до 2017 година во Македонија се случиле 23 елементарни непогоди што зафатиле 1.281.548 лица, а штетите од економски аспект достигнале 409 милиони долари. Од 2,5 милиони хектари, колку што е вкупната територија на Македонија, 50,1% се земјоделско земјиште, од кое 32,8% се обработливи површини. Под трајни постојани култури е 3% од земјоделското земјиште, а на ливади и пасишта отпаѓаат 64,2%.